Има неколку фази, да не го кажам тоа на П, на плашење, на страв. Има неколку фази со кои што си се оправдуваат од зашо да не протестираат луѓе генерално. Првата фаза е шо ако ја излезам, шо па ја ќе сменам, ова и си дава оправдување за да си го оправда стравот, за да си го рационализира стравот. Втората фаза е шо па за мене да не излезе некој. За мене никој нема да излезе. Повторно за да си го рационализира стравот од излегување и повторно заради себе. Знаеш, ние страдаме од немање на емпатија. И секогаш луѓето кај нас барем тргнуваат од себе. Многу битна компонента се заборава во нашето општество. Ја заборава и генерално луѓето, ја заборава денес не си ти, не дај Боже утре ќе бидеш ти. Ама пошто претходно за никој не си исклучил, нема ни за тебе никој. И третата фаза на оправдување на стравовите, третата фаза е дува ветер, паѓа дожд, залади времето, вирус има. Тоа се неколку фази на рационализирање на сопствените стравови. Ние сме исплашена нација, како општество зборам. Ние не сме општество кое што не знам има некои особени храбри исчекори. Знаеш кога кај нас успеваат такви масовни собири? Кога се сметаат за обврска што ти ја дава едниот работодавач. Луѓето се јас денес одам за утре да ме вработат. Кога општествената должност е сватена како лична обврска за да имаш личен бенефит, тогаш има масовно. И се оди на тие такви настани.